Од вчера е известно дека Франција се уште не го променила ставот во однос на нашата аспирација да добиеме датум за преговори. Има ли простор се уште за оптимизам дека може би денеска од страна на министрите или до крајот на неделата лидерите ќе успеат да ја поколебаат? Оптимизмот е нешто што нели секогаш ни останува. Меѓутоа во овој момент навистина не би сакал да шпекулирам во однос на тоа што ќе се случува во следните ден или два. Ќе треба да почекаме и да видиме како ќе заврши за Република Македонија целиот овој процес. Она што е битно да се напомене дека очекуваме и се надеваме дека граѓаните и државата нема да бидат казнети, нема да бидат заложник на лошите политики на Заев и владата предводена од него. Сепак, она што е најбитно во моментов и што цело време се обидуваме да го пренесеме на македонската јавност е дека се, значи буквално се, освен чист датум за преговори, ќе биде тотален неуспех и фијаско за оваа влада. Може на друга тема? Повелете. Каков е коментарот на поставот на партијата по однос на оставката која денеска се однесе заменик министерот за власт? Видете, оставките требаше да се случат многу поодамна, бидејќи единствено нешто што гледаме е дека оваа влада тоне во криминал и корупција, а сепак на некој, би рекол, магичен начин, главата на октоподот останува недопрена. Не изненади тоа што го видовме на снимката, бидејќи на некој начин снимката е продолжение и на она што го видовме пред некоја година во однос на видеото Евро за вицето, она што го видовме во аферата Рекет 1-2 колку и да ги има, така да она што го очекувавме да следуваат оставки многу порано и од многу повеќе луѓе. Тука е Драги Рашковски, тука е Деспотовски, Венко Филипче, Ден Дончев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, самиот Зоран Заев. Така да во таа насока ги коментираме овие случувања.